Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добре дојдовте. Добре најдов. Министре, аферата со незаконското прислушкување повторно ја бранува јавноста. Како вие како министерство сте вклучени во откривањето на сторителите, односно дали навистина постоело незаконско прислушкување? Согласно јавно достапни информации, кои што се споделени од страна на Агенцијата за национална безбедност, сме информирани дека од страна на внатрешна контрола во рамки на Агенцијата за национална безбедност е спроведена внатрешна истрага, при што се утврдени одредени незаконитости, врз основа на кои што утврдени факти е доставено известување до надлежен јавен обвинител, кој што предпоставувам дека ќе превземе во законски утврден рок соодветни процесни действија во рамки на негова надлежност, односно согласно она кое што пак ќе повторам е јавно достапна информација, на чекор е јавното обвинителство да ги превземе оние надлежности кои што се во рамки на неговите законски утврдени надлежности, се со цел да и ние, како Министерство за внатрешни работи, особено јавноста, бидат известени за предметните незаконитости кои што били утврдени од страна на внатрешна контрола во Агенцијата за национална безбедност. Да, но како Министерството е вклучено во целата истрага, бидејќи од обвинителството рекоа дека веќе има истрага после наводите на премиерот Мицковски од пред неколку месеци дека има сознание дека е прислушуван. Значи тоа е истрага која што веќе е отворена. Верувам дека Министерството за внатрешни работи е вклучено во оваа истрага. Има ли некакви сознанија до каде е таа? За разлика од оние времиња, кои што добро ги памтиме, каде имаше еден центар на моќ, кој без никакви законски надлежности превземаше, диригираше или контролираше се и се што, па денес сме на ова дереджа на кое што сме, сега секој во рамки на своите законски надлежности превзема чекори, така да Министерството за внатрешни работи во овој конкретен случај нема никаква дополнителна информација која што посебно е стигната до Министерството за внатрешни работи од оние информации кои што се јавно споделени од страна на Агенцијата за национална безбедност. И така треба да биде. Секој оној кој што води истрага во рамки на својата служба, како што е во конкретниот случај внатрешна контрола во рамки на Агенцијата за национална безбедност. Целта беше да имаме посебна агенција за национална безбедност надвор од Министерството за внатрешни работи. Како и секоја друга институција која што води внатрешна истрага, така и АНБ во конкретниот случај при водење на внатрешна истрага утврдила незаконитости, превзела действија согласно закон, нарете јавното обвинителство да ги даде одговорите како ќе постапува понатаму. Ќе цени дека има доволен број на докази за да отвори соодветни кривични процесни действија понатаму, ќе смета дека нема и така натаму. Тоа не е надлежност во конкретниот случај на Министерството за внатрешни работи. И така треба да биде. Добро, но каква е вашата оценка? Значи, ги споменавте реформите. Очекувавме и ние како јавност, верувам и граѓаните, дека овие афери ќе прекинат, затоа што ја знаеме претходната афера која што беше актуелна од со објавувањето на бомбите и се очекуваше дека веќе оваа пракса ќе прекине. Сега гледаме дека повторно се случува една голема афера за која што нели јавноста повторно се бранува. Како реформите ги постигнале целта, ако еве гледаме ист пример таков? Пак ќе повторам уште еднаш. Времето на еден центар на моќ, кој што треба да контролира цела држава, заврши. Министерството за внатрешни работи одговара за действијата кои што ги превзема, а се поврзани со одредени овластувања во рамки на Законот за кривична постапка, во рамки на одделот за организиран криминал по наредба на јавното обвинителство. И во тој дел... И вие немате никакви информации во овој оддел вашиот кој што е во рамки на И во тој дел постапуваме во цело согласно закон, нити имаме информација дека се превземаат било какви незаконитости, нити пак верувам дека има потенцијална опасност во оваа корелација на односи меѓуинституционални, дека може да постои, имајќи ја при тоа ОТА, како институција, нели? Дека може да постои било каква опасност за евентуално прислушкување од денешен аспект. Но пак ќе повторам.
работата на Агенцијата за национална безбедност во рамки на својот дел на утврдување на факти од страна на одделот за внатрешна контрола во таа институција, не би можел да ги имам информациите и не треба да ги има информациите министерот за внатрешни работи, ако сакаме да говориме за навистина поделба на институционална моќ во делот на реформите. Безбедносните институции, така да кажеме. Така да, напротив, сметам дека е додадена вредност тоа што Министерството за внатрешни работи нема конкретни информации во врска со она кое што било предмет на внатрешна контрола во Агенцијата за национална безбедност и така треба да биде. Вие сте убеден дека во моментов не се прислушкува незаконски? Јас немам никаква информација дека и не верувам искрено дека има било какви злоупотреби институционални моментално кои што се поврзани со незаконско прислушкување. Така. И сметам дека во споредба со претходно, навистина, овој систем кој што е поставен е на друго ниво и навистина со поголема гаранција би требало да овозможи законитост во рамки на овие постапки кои што се превземаат од страна на институциите. Едно е неговата институционална поставеност на повисоко ниво во делот на обезбедување на гаранции, друго е злоупотреба која што, пак ќе повторам, од јавно достапни информации беше споделена од страна на Агенцијата за национална безбедност. Две различни теми за дискусија. Верувате ли дека и вас не ве преслушкуваат во моментов? Незаконски повторно зборуваме со оглед на тоа што беше објавено дека поранешниот министер за внатрешни бил меѓу овие луѓе кои што биле прислушувани претходно до 2024 година. Претходно, ако се сеќаваме на бомбите, исто така ми. И тоа секогаш се извинувам, министрите за внатрешни беа прислушувани како што велат многумина од своите. Видете, безбедносните служби секогаш имаат одреден степен на специфичност во рамки на нивната работа. И таму затоа се бираат луѓе кои што треба да имаат одреден повисок степен на авторитет во рамки на нивното постапување, легитимитет, повисок степен на морал, етика и така натаму. Љубов кон државата, љубов кон демократски систем и сето она кое што би требало да е клучно за избор на луѓе кои што работат во таков тип на институции. Дали во секој еден систем би можело да постои можност за злоупотреба, да. Но не верувам дека денес има злоупотреба спротивно на закон да биде случан било кој новинар, било кој јавен функционер, било кој кој што не би можел да се поврзе со конкретно сторување на конкретно кривично дело. Искрено не верувам. Иницииравте измена на повеќе закони. Една од измените, односно еден од законите е Законот за безбедност во сообраќајот. Последните реакции кои што доаѓаат се од велосипедистите и пешаците кои што реагираат на тоа дека ќе се казнува доколку носат електрични уреди, слушалки во ушите, колку што, како што пишува во законот, кога ќе преминуваат улица или кога ќе представуваат некаква опасност за безбедноста во сообраќајот. Како ги коментирате овие реакции? Овој закон е еден од подобрите закони кои што во рамки на оваа сфера, да речеме, е предмет на измена и дополнување во овој временски период. Многу ми е жал што повторно делот, оние кои што јас сакам да ги наречам, не им мислат добро на Македонија, упорно со лаги, манипулации и дезинформации во јавноста сакаат да прикажат дека пешаците ќе биле казнувани доколку се движат на пешачка патека и при тоа користат мобилен телефон или пак имаат слушалки на ушите. Не е точно тоа. Не е точно тоа. И во законот многу јасно пишува во кој случај пешак може да биде казнет доколку употребува мобилен телефон или слушалки на двете уши. Исклучиво само доколку е учесник во сообраќај, односно преминува на пешачка патека, преминува велосипедска патека, се извинувам, преминува на пешачки премин, преминува низ велосипедска патека или пак се движи на коловоз каде што немаме соодветен тротоар. Зошто е тоа така? За да го заштитиме пешакот.
за да го заштитиме животот на пешакот. Покрај сите, ние не ги сменивме само овие одредби. Ки има капацитет МВРС-ова да контролира? Сменивме еден куп одредби кои што се поврзани со безбедноста во сообраќајот. Најголем дел од тие одредби се однесуваат на возачите. Но предпоставувам дека да, тие одредби... Да, и реакцијата одредби... беше и за возачите, зашто тие не би се казнувале ако носат слушалки. Предпоставувам дека тие одредби не се добри за дефокус, манипулација и подгревање на атмосфера негативна во однос на работењето на Министерството за внатрешни работи, па се фокусираат да лажат и да манипулираат во делот на одредбите кои што се поврзани со пешаците. Пешак ќе се казнува исклучиво само доколку е учесник во сообраќај, пак повторувам, преминува на пешачки премин, преминува велосипедска патека или пак се движи на коловоз каде што нема тротоар, а при тоа користи електронски уреди. Зошто? Затоа што ако нема должно внимание при учество во сообраќајот, може да го загрози својот живот. И животот на останатите учесници во сообраќајот. Така да, ако лично се прашувам, а и експертите, огромен број на експерти беа вклучени во рамки на изготвувањето на овие законски одредби и како е добра оваа измена на законот. А дали имаме капацитет? Со измените на сите овие закони како група на закони, да кажеме, и како ќе овозможиме СЕФС-ите да даде допринос, да ги констатира овие сообраќајни прекршоци кои што навистина се најбројни и се влијателни во делот, особено на предизвикување на тешки телесни повреди, како што е возењето со брзина над дозволената. Да, се согласувам. Ќе стигне да почне да се спроведува овие се уште не се се донесени, дали бидејќи роковите беа од 1.1.2026. Напорно работиме на тоа. Министерството за внатрешни работи заедно со сите останати органи кои што да речеме дека имаат свој учество и свој допринос во рамки на реализација на овој проект. Навистина надежта не само на Министерството, туку и на сите експерти, да речеме, од областа, е дека онаа бројка од 142 жртви, како последица на непочитување на сообраќајни правила, во иднина заедно со други мерки кои што ќе ги превземеме, а се поврзани со безбедноста во сообраќајот, навистина ќе биде намалена. Ќе стигнат ли таблиците за службените возила во боја на црвено-жолта, бидејќи тендерот вие го спроведувавте, но се уште гледаме дека немаме. Мислам дека наредна целта беше до пред избори да стигнат, да можеме да ги ние како граѓани, како јавност да ги следиме. Наредна недела мислам дека ќе имаме јавно информирање на јавноста со конкретно веќе обележување на одреден број на возила. Тоа значи дека веќе се пристигнати таблиците, изработени од фирмата, колку ќе чини оваа набавка, колку институциите ќе потрошат за ова? Немам такви информации, се извинувам, но знам дека информиран сум од страна на службите дека наредна недела се планира да заедно со СОЗР има настан во кој што ќе се информираат граѓаните за докаде е овој проект, конкретно со тоа што сум информиран дека мал дел од службените возила за почеток ќе бидат веќе одбележени за да може да презентираме како ќе се спроведе се. Тоа значи дека сепак за време на кампањата можеме да очекуваме дека сите службени возила ќе бидат одбележани. Тоа и беше целта, меѓу другото, на целиот овој проект да стигнат до предизбори. Во наредниот период, не знам до кога, но во наредниот период сигурно дека сите оние возила кои што се државни, согласно закон, ќе бидат соодветно обележени. Истрагата за Кочани заврши, обвинението е поднесено, но за 29 полициски службеници, оно што се води настрана истрага, се уште трае. Што кажува тоа за Министерството за внатрешни, за полицијата, кога имаме 29 осомничени полициски службеници кои што се за една ваква голема трагедија? Тоа кажува дека треба да имаме огромни реформи во еднина. Тоа го правиме. Тоа кажува дека треба да смениме закон за внатрешни работи, треба да смениме закон за полиција, што веќе го направивме. Тоа кажува дека треба да се реорганизираме тотално. Тоа кажува дека треба да ги зголемиме техничките капацитети во рамки на Министерството. Тоа кажува дека треба да инвестираме во опрема, во возила, во наблюдување, во сето она кое што е нужна опрема, потребна за да функционира Министерството. Особено треба да инвестираме во човечки ресурси, во покревање на капацитетите човечки во рамки на функционирањето на Министерството, покачување на платите на полициските службеници, веќе ги качивме 10%, тука нема да застанеме, ќе продолжиме и во иднина. Тоа кажува дека навистина ни треба една многу крупна реформа.
Во контакт сме со многу наши меѓународни партнери. Длабинска анализа и како се работи во изминатиот период. Огромна благодарност е, пак ќе кажам, до Министерството за внатрешни на Словенија, кој што и лично до министерот, кој што многу ни помагаат во овој дел. Словенија е многу блиска на Македонија од аспект на број на жители, територијална поставеност, големина на територија и така натаму. Така да тоа кажува дека навистина треба и како да ги засукаме ракавите во овој нареден период. Законот ќе стапи во сила за едно 8-9 месеци од сега. Говорам за Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, така да не чека многу работа. Дел од роднините, барем морална одговорност, лоцираат во вас. Вие не се почувствувавте како одговорен. Не е точно тоа што кажете. Кажете ми, што е точно? Јас кажав и тогаш, кажувам и сега. Секој еден кој што бил 24 часа на функција во оваа држава треба да чувствува морална одговорност за вакво нешто. Вие чувствувате морална Апсолутно, одговорност? Да. Апсолутно. А поинаква, бидејќи сепак дел пак од роднините побара и поинаква одговорност од вас, да барем да си дадете оставка? Ова веќе го имам еднаш кажано и досега. Јас размислував во тој период да дадам оставка и бев многу близко да оставам тоа, од морални причини. Но кога бев на погребот на полицискиот службеник кој што загина во онаа ужасна несреќа која што имавме, ми пристапи таткото на истиот и пред повеќе од 2-3 луѓе, едно 10 секунди од кога го спуштија телото на неговиот син во земја, ми порача дека ме прати од кога сум започнал со оваа функција и дека ме гледа дека се кршам морално, но најголема грешка која што и би ја направил на Македонија во тој случај би било да се повлечам, дека тоа би било најлесно да го сторам, но воедно најпогубно за Македонија во тој момент и дека очекува од мене максимално професионално и максимално посветено да се посветам во овој период во расчистување како на тој случај, така и на сите останати криминали кои што ја разораа оваа држава изминативе 30 години. Така да тоа беше иницијалниот момент зашто во тој момент одлучив така како што одлучив. Во ред, ви благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани, го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.